раѓање едно новороденче е изложено на голем број на фактори, меѓутоа и ризици по неговиот развој. Со кои се ризици се соочува едно новороденче и детенце до 3 годишна возраст и како средината, односно родителите и другите актери на социјализацијата можат да помогнат во градење на стимулативна социјална средина и да го овозможат полесниот и поефикасниот развој на дечињата, особено кога е во прашање развојот на психомоториката, говориме во новата емисија Мој збор, а за таа цел водам разговор со доктор Валентина Дуковска, која инаку по професија е дефектолог. Останете со нас до крај и проследете го нашиот разговор на тема високоризично дете. Во денешната емисија Мој збор ја угостувам доктор Валентина Дуковска, таа инаку коавтор на едно многу интересно издание. Високоризично дете, развојно следење е новата книга во која што ја имплементиравте вашата студија, односно резултатите од вашата долгогодишна пракса и работа на оваа тематика. Јас кога прв пат ја видов објавата за оваа книга, навистина ми привлече вниманието, не само самата книга, туку и тематиката. И од секогаш се прашував што значи тоа високоризично дете и претпоставам дека факторите за ризик во развојот на психомоториката кај новороденчињата, кај децата се делат во неколку групи. Јас нема да навлегувам во медицинските фактори затоа што верувам дека тоа е малку поспецифична и стручна тема. Меѓутоа еве еден како универзален совет што секој од нас може да направи. Тоа се подобрување на стимулативните фактори во социјалната средина. Како треба да изгледа една стимулативна социјална средина се со цел да се извади тој најоптимален дел од развојот на едно новороденче, односно дете од 0 до 3 годишна возраст. На самиот почеток би сакала да се заблагодарам пред се за поканата во емисијата и за интересот кој што го покажавте кон, би кажала, нашата книга, затоа што заедно со мене коавтор на оваа книга е познатиот професор Филип Дума. Ова е книга која што е резултат на нашето долгогодишно работење, бидејќи работиме во проблематика токму со високоризично новородено и начинот на стимулација и начинот како да се стигне до оптимален психомоторен развој. Човекот представува биопсихосоцијално суштество, што значи дека од самиот раѓање влегува во интеракција со голем број фактори кои што имаат влијание врз психомоторниот развој и формирањето на личност. Ако до неодамна се мислеше дека психомоторниот развој е само генетски детерминиран и зависи од развојот на централниот нервен систем, со појавувањето на новите развојни теории се повеќе се знае дека психомоторниот развој е всушност резултат на динамичка интеракција на голем број фактори од средината, како што се индивидуалните карактеристики на детето, темпераментот на детето, специфичните услови во средината и развојот на мозокот. Според ова размислување се вели дека развојот на структурите делуваат врз развојот на функциите. Меѓутоа, и развојот на функциите делуваат врз структурите во тие специфични услови на средината. Срединските фактори всушност имаат моќ да ја менуваат експресијата на гените, односно имаат силно епигенетско влијание и делуваат на различни нивоа. Еден дел од факторите имаат директно влијание врз психомоторниот развој, а дел од нив имаат индиректно влијание, како што се, например, нивото на образование на родителите, животниот стандард, економската моќ и стабилност на државата. Всушност, развојот и растот на детето се испреплетени и за потребите на детето треба да размислуваме во еден холистички пристап. Тоа значи дека индивидуалните потреби на детето треба да ги прилагодуваме со потребите на семејството, меѓутоа и можностите на пошироката општествена средина. И сите овие фактори кои што досега ги споменавме, може да представуваат ризик фактори за можна појава на пречки во психомоторниот развој, меѓутоа во исто време може да представуваат и заштитни, односно протективни фактори.
Тоа значи дека не е исто дали развојот на детето, особено ако станува збор за дете со било какви пречки во психомоторниот развој, дали тој развој ќе се одвива во сиромашно семејство или ќе се одвива во семејство каде што ќе биде целосно прифатено, каде што ќе биде исполнето со љубов и многу значајно, каде што семејството ќе може да ги искористи сите ресурси во општествената средина, за да може да обезбеди ран стимулативен или ран рехабилитационен третман. Так, докторке, вечното мислам прашање што се поставува е кој е тој период кога можеме да ги забележиме, можеби првите индикатори или првите знаци дека нешто не е во ред со развојот на психомоториката кај детето и која е она првична можеби инстанца која што ќе ги забележи тие пречки, недостатоци или показатели дека нешто не е во ред со развојот. Дали е тоа можеби родителот или потребна е по-софистицирана медицинска стручна помош, па педијатарот или дефектологот е тој кој што ќе направи првична анализа и првична проценка на сите ризици во однос на развојот на психомоториката кај децата. Так. Во нашата држава постои национална листа на ризик фактори. Дел од тие ризик фактори се, например, екстремно предвремено раѓање, деца родени со мала родилна тежина, близначка бременост, тешко раѓање, изложеност на цигари, алкохол. Сите овие фактори делуваат или пренатално во текот на бременоста, перинатално во моментот на самото раѓање или постнатално веднаш после раѓањето и во раниот развоен период. Сите овие ризик фактори им се добро познати на професионалците кои што остваруваат контакт со детето во раниот развоен период. Меѓутоа е добро сите овие ризик фактори да им се предочат на родителите кои што се најприсутни во животот на детето. Семејните педијатри или матичните лекари во нашата држава се први кои што доаѓаат во контакт со новороденото и со семејството, така да ја имаат можноста да го препознаат отстапувањето во развојот, меѓутоа и да извршат упатување на повисоко ниво за развојна проценка или за спроведување на дополнителни специфични испитувања. Меѓутоа сепак, родителите се тие кои што го поминуваат најголемото време со своето дете и ако однапред го знаат постоењето на било каков ризик за можна појава за пречки во психомоторниот развој, тогаш имаат уште поголема можност да го следат психомоторниот развој, да го препознаат или да се посомневаат за отстапување во психомоторниот развој и да се обратат кај својот матичен лекар или семеен лекар. Која е првата или почетната возраст кога веќе можеме да почнеме да работиме со нашето детенце на психомоторниот негов развој? Дали се тоа оние фази првите месеци од животот кои што се сметаат за најважни во развојот на психомоториката или можеби треба да почекаме некој одреден период? Кој е тој најоптимален период во возраста на едно детенце, на едно новороденче кога ние како родители треба да интервенираме и да работиме на неговиот развој? Психомоторниот развој е континуиран процес. Низ кој детето на старите вештини и лекции додава нови и така континуирано се развива со една постојана брзина. Но исто така е точно и дека психомоторниот развој се одвива низ одредени развојни фази, а секоја развојна фаза е релативно стабилна. Од друга страна, исто така се знае дека психомоторниот развој се одвива низ предвидливи периоди. Во тој период, детето е доволно биолошки созреано за да може да постигне одредена развојна област која што не можело да ја постигне пред биолошкото созревање. Секое дете, ама баш секое дете, има способност да развие одредена способност во одредена развојна област. Меѓутоа, тоа не се случува само од себе. Значи, потребно е влијание на стимулации од надворешната средина,
кои што ќе делуваат точно во одредениот развоен период, за да може да се постигне одредена развојна способност. Затоа ние велиме дека родителите треба да ги имаат информациите за карактеристиките на секоја наредна развојна фаза, за да можат да ги создадат сите услови кои што му се потребни на детето за да ја постигне одредената развојна способност. Или пак постојат тврдења кои што велат дека ако одредени стимулации од надворешната средина не делуваат во критичниот период, детето нема никогаш да ја постигне одредената развојна способност. Меѓутоа, постојат и тврдења кои што велат дека ако одредени стимулации од надворешната средина не делуваат во одреден сензитивен период, да, детето навистина ќе има проблеми во постигнувањето на одредена развојна способност, ама тоа не значи дека развојната способност не може да биде постигната во некој развоен период. Еве, например, ние сите знаеме дека седењето треба да го поттикнуваме некаде помеѓу 6 и 9 месец. Дека лазењето треба да го поттикнуваме во 9 10 месец. Сите знаеме дека 80% од децата се проодени на крајот на првата година. Меѓутоа, родителите треба да знаат и дека нормално проодување е до крајот на 18-тиот месец. Значи, ќе го почекаме, ако немаме никаков ризик, дека е можно да се јави некакво отстапување во моторниот развој. Ако сакаме малку да спомнеме околу развојот на централниот нервен систем, кој што заедно со факторите на средината, нели рековме дека има улога врз психомоторниот развој. Неговиот развој е најинтензивен во првите 3 години. Тој развој секако дека е започнат и интраутерино. Меѓутоа, во овој период, мозокот е од едната страна е највулнерабилен, а од другата страна има најголема способност за прилагодување. Оваа способност, која што, еве да кажам стручно, се нарекува како пластицитет на мозокот, за нас професионалците е од огромно значење, бидејќи игра голема улога во спроведувањето на раната сензомоторна стимулација и раниот стимулативен третман. Затоа, секогаш истакнуваме дека првите 3 години од животот на детето се најважните за да добиеме оптимален психомоторен развој. Вие во самиот ваш претходен одговор споминавте дека родителите многу често се изложени на влијание на митови, влијание од некои народни верувања или нешто што се протега во медиумите како непроверена информација и непотврден факт. Сепак, како го проценувате значењето на правилната едукација за родителите? Еве, можам да кажам слободно дека вашата книга е еден сериозен придонес во едукацијата на родителите да можат да го следат тој развоен пат на своето детенце. Постојат ли други алтернативи како можат родителите да се едуцираат и да се упатуваат во сето тоа што представува ризик за развојот на нивното детенце и како поправилно да го насочуваат развојот? Да, навистина книгата постои еден извесен временски период и она што го добиваме како фидбек од родителите кои што веќе ја имаат, дека книгата навистина има практична примена во одгледувањето на нивното дете. Многу е важно да разбереме дека семејството е единствено, дека семејството е константно во животот на детето. И дека навистина сите членови од семејството се стручњаци за способностите и развојот на своето дете. Нас како професионалци ни е особено значајно да имаме родители кои што се информирани, едуцирани, родители кои што се отворени за соработка. Информациите кои што ги добиваме од родителите представуваат незаменливо дополнување на она што може да го забележи стручното око на професионалецот. Никој не го познава подобро своето дете од родителот. Меѓутоа, стручноста ја има професионалецот кој што се занимава со раниот детски развој.
ние мора да обезбедиме информации во какви услови се одвива психомоторниот развој, за да можеме да му помогнеме, и мораме да ги вклучиме родителите како партнери од проценката на развојот, преку носењето на одлуки до спроведувањето на раниот стимулативен или раниот рехабилитационен третман. Развојната програма всушност е филозофија која што се базира на концептот на динамичка интеракција меѓу детето, семејството и околината. Затоа велиме дека родителите треба да се активни учесници во овој процес, а не да се само пасивни приматели на информации. Можам да споделам дека најновите информации кои што се случуваат на полето на раната интервенција, тоа е промена на фокусот од детето во рамките на семејството. Затоа би било најдобро или би било идеално раната проценка, раната сензомоторна стимулација да се спроведуваат во домашни услови. Бидејќи процесот на учење се случува низ повторување на смислени активности, низ рутини од секојдневниот живот, низ активности за кои што детето е заинтересирано, а индикатор за заинтересираност е вниманието и задоволството на детето. Од друга страна, релациите кои што се остваруваат во рамките на семејството имаат клучно влијание како врз процесот на учење, така дури и врз развојот и архитектурата на централниот нервен систем. Затоа, еден особено важен дел од програмите за рана интервенција се всушност програмите за грижа за менталното здравје и стресот кај родителите, бидејќи има големо влијание врз психомоторниот развој кај детето. Затоа велиме дека за детето треба да обезбедиме стимулативна средина и заштита од стрес. Уште едно прашање во интерес на времето, како што спомнавме и на самиот почеток, книгата се однесува на насочување на развој на дечиња од 0 до 3 годишна возраст, меѓутоа постои ли нешто што може да се направи во насока на правилен и подобар развој кај дечињата во пренаталниот период, односно што би можеле идните мајки на новороденчињата да преземаат како некој тип на активност, се со цел да ја поттикнат, да го стимулираат развојот на психомоториката на идните новороденчиња. Така. Движењето е основната функција на секое живо суштество. Меѓутоа, децата учат за светот во интеракција со него преку користење на сензорните сетила. Детето ги користи сите 5 сетила. Сетило за вид, за слух, за мирис, за допир, не знам дали некој испуштивме. Сите овие сетила, особено чувството за слух, мирис и вкус, се развиени уште интраутерино, значи уште во утробата кај мајката. Чувството за проприоцепција исто така се развива интраутерино и тоа додека детето се движи со рацете и со нозете. Значи детето веќе го почнува развојот на патот за чувство за позиција и на тој начин учи како се движи неговото тело низ просторот. Благодарение на тоа што вестибуларниот систем е развиен уште интраутерино, фетусот има информации за неговата позиција во утробата на мајката и буквално може да се намести пред породувањето. Детето се раѓа со големи, навистина големи дискриминативни способности за тоа што сака да слуша, а што не сака да слуша. Затоа мајчиниот глас, кој што е присутен во текот на целата бременност, после раѓањето е најпрепознатлив и е најумилен. Ама, може би и гласот на таткото, ако бил доволно присутен во текот на бременоста. Или богатото искуство со мирис, кое што се доживува во текот на бременоста, има големо влијание врз искуството со исхраната кај детето после раѓањето. Така да, едно новородено уште на самото раѓање
е способно да разликува допир од болка, топло од ладно, галење од напуштање, глад од задоволство. Значи, со право можеме да заклучиме дека новороденчето се раѓа со богато сензорно искуство, кое што има огромно влијание врз моторниот, социјално-емоционалниот и когнитивниот развој во покасниот период. Ако е тоа така, ако се што се случува во текот на бременоста има огромно влијание врз психомоторниот развој кај детето, тогаш ние со право можеме да кажеме дека се што правиме во текот на бременоста треба да се планира и да се контролира. Така, многу убаво го заокруживме овој разговор. Мислам дека дадовме многу важни совети за идните родители и за родители на новороденчиња и на дечиња од 0 до 3 годишна возраст. Јас исто така ќе ја препорачам и книгата Високоризично дете и развојното следење, каде што исто така давате уште низа совети кои што се заснуваат на вашето богато искуство и работа како лекар, како дефектолог, меѓутоа и од вашите истражувања. Се надевам дека ќе има интерес, ќе најде на интерес книгата кај нашите гледачи. Ви благодарам уште еднаш за вашето учество и ви посакувам многу успех во понатамошната работа. Мене ми останува уште еднаш да се заблагодарам на крајот и се надевам дека со оваа емисија ќе допреме до родителите и барем малку ќе им помогнеме како да се снајдат во најклучните први 3 години од животот на своето дете. Се надевам, ви благодарам. Доктор Дуковска е коавтор на книгата Високоризично дете и покрај тоа што во денешниот разговор ни откри многу за тоа кои се ризиците и сите фактори кои што влијаат во развојот на новороденче па се до неговата 3 годишна возраст, ни откри и ни даде и совети како полесно да работиме со децата, како да ги детектираме сите ризик фактори и која е најразната возраст кога можеме да почнеме да работиме на развојот на психомоториката кај дечињата, односно кај новороденчињата. Ја проследивте 36-та емисија Мој спор, а јас ви закажувам повторна средба веќе следната сабота со нови теми, нови гости и нови содржини. Пријатен викенд!